А во продолжение, кога креативноста се спојува со одржливоста и заштитата кон природата, тогаш настанува моментот за разговор за одржливоста во модната индустрија. Како што најавивме на самиот почеток со Слободанка, денес втори гости се Катерина Златановска-Попова, председател на МАТА Скопје, и Катерина Михајлов-Стојановски, професор по стручни предмети во Средното училиште на град Скопје, Кочо Рацин, Скопје. Најпрво, ќе ве поздравам, добре ни дојдовте во студиото. Поздрав имате од наша гледачка Слободанка. Вие, Катерина? Да. Благодарам многу, добро утро. Имаме навистина многу важна тема да представиме значајни струки во ова средно училиште, а јас Но и настан. И настан, да, за прекрасен настан. Да, за тоа ќе се поразговарате вие, Така а јас ќе ве понудам дали сакате да се напиете нешто, да се чувствувате поопуштено. Прекрасни дами, повелете што ќе се напиеме. Да, слушнав дека имате преубаво кафе, никогаш не сум го пробала, баш би сакала едно. Сега јас ќе на Оливера ова утро. Да, благодариме. Ке ви подготви кафенце. Како го започнуваме? Прво, од мене, добро утро и добре не дојдовте. Оливера ве представи, за да не се повторуваме. Две Катерини имаме убави дами во студиото, низ утринската програма и... Добро утро. Добро утро. Добро утро. Добре не дојде. Катерина, за прв пат си тука кај нас, или? За прв пат, Да. за прв пат. Другата Кате, не. Јас како од домакинета се Од осеќам. домакинета. Како го започнуваме утрото, дами? Со едно утротско кафе. Кафенце обавезно, Така. значи како што се подготвуваме и сега, Така. можеби немавте дома толку време убаво да се напиете, сега убаво ќе се напиеме и ќе се разговараме за оно за што сме тука. Кате исто со кафенце или? Не, јас Ритуал ќе имаме некој друго? немам никаков ритуал. Аха. Оставам спонтано да ме носи Води денот. денот. Браво. Да. Ау, најубаво е така. Да. Сега, тука сме ова утро за да зборуваме за еден преубав настан кој што се случи, на која дама да ја дадам предност за да зборуваме прво за настанот, па потоа и за Средното училиште Кочо Рацин, што се нуди, како што можев да погледнам. Браво, сега Така, чест имаме многу доста. смерови, но ќе зборуваме за тоа. Кате, ајде за настанот? Да, се случи креативен ден во Битола завчера. Всушност сите подготовки започнаа многу поодамна. Нас не спои нашиот проект Еразмус проект Craft to Grow или преку ракотворби до одржливост во модата, кој МАТА го доби преку нашата национална агенција. Така, само ќе појасниме и МАТА што е. Да, така е. И она што посебно не радува е што самиот момент кога го објавивме проектот, добивме огромен интерес од многу страни. Инаку МАТА е невладина организација Ете така. која што обстојува кај нас повеќе од 20 години. Оваа година славиме 21-та годишница и фокусот е ставен на одржливост во занечиството, ракотворби, различен вид на обуки, обуки за меки вештини, кариерно советување, бизнис, предприемништво Многу правци. за жени, Да, за браво, млади. одлично. Да, имаме многу интересни активности и нашиот фокус е всушност во неформалното образование. И тоа е некако убавината на оваа наша спојка. Со формалното. Да, затоа што за прв пат некако во реално време покажуваме колку може убаво да соработуваат и да се надополнуваат неформалното и Тоа формалното веќе го образование. покажуваме и во пракса, така? Така. Од она што сега го зборуваме Да, и за овој настан кој што да, се случи да, заеднички. да. Меѓутоа, еве и како училиштето Кочо Рацин ги подготвува младите не само за диплома, туку и за еден реален влез во светот на креативните професии. Така. Најпрвен да се заблагодарам уште еднаш на гостувањето, на поканата. Задоволство ни е. Така, да. Пред да го одговорам прашањето, само да надополнам дека освен текстилната струка, јас сум професор во текстилната струка по стручните предмети, освен тие ги имаме и економската, правната струка. Во економската струка ги имаме економски техничар, техничар за e-трговија и дигитален маркетинг, а во правната го имаме профилот правен техничар. Пред се, младите се тие што
го сакаат, ја сакаат модата и дизајнот. Како не? Така. Па и ние Тие се стремат, точно, да. Точно. Така. Тие се стремат пред се со своето знаење и вештини Браво. да направат нешто, Имаме да бидат таленти? Имаме премногу таленти. Браво, драго така, ми е. да бидат препознатливи и тоа да го прикажат со нивниот стил и бренд. Одлично. Понатаму да имаат можност сето тоа да се оствара собствен бизнис. Но дали имаат можност, еве кога сме кај можностите, мора тоа да ве прашам со оглед на тоа дека сигурно си имате искуство Така. и можеби комуникации со претходните ученици кои завршиле во вашето училиште. Кои се нивните можности тука во Македонија? Кои се нивните идеи, желби, реализирани и така натаму? Можноста е тоа што тие можат по завршувањето на нивно средно училиште и продолжување доколку не сакаат на факултет, може да се отворат свој собствен бизнис. Така. Што е многу значи, бидејќи Имаме примери, така? Точно имаме примери, имаме ученици што има завршено во нашите училишта, кои што потоа преку одењето на пракса, по предметот еве учење преку работа, ги задржуваат самите работодавци. Одлично. Да, што е голема предност и за нашето училиште, мислам и за нив и за работодавците. Така. Се наоѓаат едни со други. Добро, што го прави овој Еразмус проект поразличен од класичните проекти, Кате? Да, интересно е, еве, прво... Кате ве викаат? Да, двете. Двете, слободно. Оно што е интересно е прво можноста за вакви соработки. Ние преку проектот се спријателивме и подпишавме и меморандум за соработка со училиштето. Исто така стапивме во контакт со неколку домови за стари луѓе каде што веќе реализиравме работилници во рамки на проектот. Креативен ден се изроди преку овој проект и практично свативме дека почнуваме и преку проектот да стануваме препознатливи во нашата заедница, да ја промовираме одржливоста во модата, но тоа што проектот го прави поразличен е што не сме само фокусирани на одржливоста во модата, туку на меките вештини кои стојат зад тоа, како тимска работа, соработка, комуникација, управување со ресурси. И тоа со спонтано си оди, веќе се надоврзувате едни со други. Апсолутно. И толку таквата спојка всушност прави да, бидејќи нашиот проект е во сегментот на едукација за возрастни, прави да немаме ограничување, да немаме граница за кој се може да биде вклучен и да ги користи нашите ресурси и материјали и да дојде на нашите работилници. И тоа го докажавме и преку работилниците со штетениците на домовите во Скопје и во Битола, кои со посебна радост се навратија на времињата кога плетеле, кога шиеле и сето тоа го направивме со песна, со дружење, со навистина тимска соработка. Еве, кога зборуваме за нешто вакво, се извинувам, меѓутоа мора да напоменам тимска работа за помладите, за да ја покажат својата креативност, нели сето она што тие го имаат во себе. Колку е важно сега во ова време во кое што живееме, токму тоа да им го дадеме во рацете, за да не посегнуваат и не размислуваат во некој друг правец. Дали токму со ова што сега го напоменавме можеме да успееме во тоа? Апсолутно, апсолутно. Затоа што покажуваат интерес, покажуваат желба, реализација, креативност и така натака. И она што го сведочевме заедно во рамки на креативниот ден во Битола, беа присутни 9 тима, 9 училишта од Македонија кои го имаат текстилниот сектор. Па тоа е веќе голема бројка. Навистина голема бројка. Има и повеќе. Да, но учествуваа само 9 од различни причини. И она што беше изворено беше спојот на професор ментор, млад креатор, мора да ја пофалам и да ја поздравам мојата прекрасна Семра Мурат, ученичката која е матурантка во училиштето и која што го ја направи мојата креација. И ние сите заедно, како што реков, уште од февруари се подготвувавме за да на крајот се случи модната ревија, односно да се случи представувањето. Малку подоцна тоа се случи, па затоа во моментот не сме подготвени да во можност вака преку фотографија да видат гледачите, меѓутоа може една визија вака да се создадат. Меѓутоа добро што ве имаме вака да ја гледаат и две прекрасни дами во утринските часови, слободно може да си пиеш кафе. Благодарам. Чувствувај се
пуштено и добре дојдено, така да. Добро да, интересно е ова што го споменавме, кажавме, значи дури 9 средни нели училишта, соработка си имате и сето тоа се тече онака како што сигурно и сте го замислили. Да се вратиме сега и на училиштето, што денес значи да се избере текстилна струка во ова нели модерно време во кое што живееме и кои современи можности им ги отвара можностите нели на сите оние кои што ја имаат токму таа желба, кажавме дека има голем број на таленти. Има голема желба. Познати сме, се извинувам по тоа што сакаме секогаш да сме да изгледаме убаво, така, да. На Балканот за да изгледаме убаво, така, треба некој да не приготви. Така. Во денешно време текстилот е голем на голем поведок, за разлика од порано, можам да кажам сега е доста атрактивна. Младите ученици пред се тоа е некој пресек меѓу креативноста, технологијата и сопствениот бизнис. Односно учениците во денешно време во нашите простори, кабинети се има доста можности, имаме доста добра технологија, индустријски машини, професионални пегли, потоа имаме машина за везење, кукли, каде што тие се на лице место, каде што тие имаат можност, значи да изработат, да кројат, да шијат и да изработат парче облека. При тоа да можат понатаму кога би завршиле да си имаат свој собствен бизнис. Да, сега во моментот ги прашам ученичките матурантки се подготвувате за матура и тие велат да, веќе сме со своји креации. Да, и ги прашам ќе купите нешто или не. Значи ние веќе ги дизајниравме и почнавме да ги кроиме и шиеме. Леле колку е тоа прекрасно и точно, да. Што за нас професорите тоа е доликува на училиштето, таман работа да имат модел од некаде на друга место. Што за нас професорите тоа е голем успех. Кога ние сме им дозволиле со нашето знаење и вештини да им го пренесеме тоа на нив, а при тоа еве веќе како бидејќи завршуваат, значи веќе тоа можат сами да си го изработат. Така, баш ми е драго. Јас би додала уште нешто, ката е премногу скромна, морам да признам. Значи, они не само што им го посветуваат целото време и внимание, туку ги охрабруваат да истапат, да покажат лидерство, да ги покажат сите своји способности преку надпреварите на кои што настапуваат. И можеби сакаш да кажеш за предстојниот надпревар кој ве очекува на државно ниво, каде што на лице место мораат да креираат во неколку часа на зададена тема. Точно, да. Ние во училиштето секоја година организираме модна ревија. Тоа е креативни работилници. Имаме за секоја возраст. Така да, значи, тоа самите ученици го имаат тој талент, значи го сакаат секојдневното работење, креативноста, каде што во годината обавезно правиме една модна ревија, креативни работилници, дополнително проекти, на проекти учествуваме, настани. Минатата година го освоивме второто место за најдобар еко. Така, да. Пред самиот крај од разговорот. Од организацијата Хакатон Климатон, така, го освоивме второто место за најдобар еко модел, каде што ученичките исто на лице место треба да го скројат моделот и да го прикажат на најдобар начин. А оваа година мора да се пофалиме повторно, го освоивме првото место на регионалниот надпревар од организацијата. Точно, благодариме. Нека се редат успеси. Благодариме преку Занечиска комора и центарот Стерна. Така да сега сме на поведок, еве и Кате. Секоја чест. Така, се на поведок, за 2 недели сме на државниот надпревар. Може сега да си уживаме во кафенцето и за крај, доколку нешто изоставивме, а треба да се спомена само накратко, со оглед на тоа дека имаме и во продолжение линковско вклучување во живо, па да се поздравиме, нели, да се продолжиме ние со нашето кафенце, но да оставиме простори на следните содржини, доколку сакаме да заокружиме нешто, повелете. Јас би сакала за сите идни млади полуматуранти и нивните родители да ги поканам на нашиот отворен ден, кој што е 12 мај, да ја посетат нашата страна СУГС Коча Рацин и тој ден ќе имаме интерактивни игри каде што учениците ќе можат да
да ги запознаат стручните. Так. А родителите и сите кои што се ги познаваат своите дечиња ги имаат овие квалитети, може да ги пренасочат кај вас, Ката? Јас сакам само да порачам дека текстилот треба да се реупотребува наместо да заврши на депонија. Така. А преку училиштето и Така. нивните стручни предмети и преку нашите обуки во неформалното образование, мислам дека можеме да успееме. бидеме голем пример за тоа како може да рециклираме, да реупотребуваме И текстил. и да го вратиме во мода она што може би сме го подзаборавиле. Модата Јас- нема крај така. и секогаш нели сакаме да бидеме Така, јас би сакала само стилизирани. да надополнам која е исто предноста за стручните од Министерство за образование, од стручните училишта, тие што се одлични, многу добри, имаат надомест од месечно 3500 денара. Одлично. Учениците го добиваат Информација, да. точно, да. И имаат предност во реални компании како учење преку работа Да и се во вработат. моментот ката беше подготвувана во Ала Парел, ученичката наша Семра, оди на пракса по предметот учење преку работа кај работодавач и таму го изработува фустанот во модното ателје Ала Парел кај Наташа. Ви благодарам многу што одвоивте време да бидете дел од нашата утринска програма. Ката, и многу ми се Благодарам. допадна тоа што си имате и соработка со пензионерските домови, Да, затоа да. што и кога ќе погледнам возрастна жена стилизирана, јас се воодушевувам. Да. Ние може да Благодарам. продолжиме понатаму со следни содржини, ни Така. да се го допиеме кафенцето. Уште еден доказ дека вистинскиот стил започнува со одговорност кон планетата, ни го да кажа нашите гости.